Државата преку поволности ќе го зголемува интересот кај земјоделците да аплицираат за финансиска помош од вториот повик на ИПАРД програмата. Половина, односно 50% од каматата на земјоделските кредити ќе ги покрие државата, додека за земјоделците од Босилово, кои претрпеа најголеми штети од поплавите од почетокот на годината во Струмичко, ќе бидат кофинансирани со 75% од скупните средства кои треба да се инвестираат. И плюс една ситуација новина има каде што не само 50-50 како што е сега, имаме определени места каде што се погодени од временските непогоди, тоа беа поплавите, значи ќе има одобрување дури до 75%, што значи тоа ќе биде една олеснителна состојба на земјоделскиот производител каде што ќе има значи ослободување од 75% или кофинансирање, што ипак не е малку. За да ја олесни процедурата за ИПАРД, Министерството за земјоделство ќе формира гарантен фонд од 20 милиони евра, кој треба да профункционира во октомври. Фондот ќе покрива половина од хипотеката, но само за износи до 500.000 евра. Една од ситуациите кои се случуваат, значи почесто со разговор со нашите земјоделски производители информативно застануваат до процесот каде што треба, значи, тие претходно да ја платат после одобрувањето на инвестициите, да ја платат целосно целата инвестиција, од после, значи, со спроведувањето над инвестицијата или технички предлог проектот да се поднесува барање за повраќање на средствата од 50 или 75%. Значи, овие средства кои што веднаш треба да ги уплатат луѓето тука некако по некој пат, значи, застануваат, меѓутоа еве сега со овај фонд кој што значи кредитен се одобрува, значи може да се јават во банките кои што ќе им дадат олеснителни околности на земјоделските производители и тоа со ниски каматни стапки, така да, значи, пак може на некој начин да се дојдат до една современа и нова механизација каде што кај нас е неопходна за понатамошниот раст и развој на земјоделското производство и за поквалитетно и поквантитетно производство. На последните два огласи за ИПАРД аплицирале 1200 земјоделци за кофинансирање во висина од 8 милиони евра. Најголем дел од проектите се однесувале за набавка на земјоделска механизација.